Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот. По остварената средба на амбасадорот Джейс Бейли со премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев, тој изјави дека се уште не се создадени услови за спроведување на изборите на 24 април, но дека собранието е тоа кое ќе донесе конечната одлука. Наспротив ваквиот став кој го објави Бейли, граѓаните по последното јавно истражување на Брима Галуп имаат сосема поинаков став. Дури 42% од анкетираните граѓани сметаат дека одржувањето на изборите на 24 април ќе доведе до излез од политичката криза. Следуваат останатите настани на денот. Останете со нас. ВМРО ДПМН ја повика Државната изборна комисија да одржи јавна седница. 80% или 15.000 тони тутун се откупени од минатогодишниот род. Малите општини се вклучуваат кон проектот Средношколска среда. Од владачката ВМРО ДПМН ја повикуваат Државната изборна комисија да одржи јавна седница или работен состанок на кој би се разрешиле сите дилеми околу изборите кои треба да се одржат на 24 април годинава. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски денеска не се огласи на барањето на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ја повика Државната изборна комисија денеска да одржи јавна седница или работен состанок на кој би присуствувале понајмалку 2 члена од 4 големи политички партии, потписници на договорот од пржина од јуни и јули минатата година. Ова денеска на пресконференција го истакна Илија Димовски, член на извршниот комитет на партијата. На оваа средба, која би било добро да се одвива во живо, пред камерите и пред јавноста, повикуваме во дебатата да се вклучат и заинтересираните меѓународни представници кои го следат изборниот процес во Република Македонија. Би дискутирале околу сите ингеренции, законски обврски и можности кои ги има Државната изборна комисија, нејзините потреби и можноста се да биде поставено на свое место за да нема дилеми околу изборите кои треба да се одржат на 24 април 2016 година. Димовски исто така изјави дека ВМРО ДПМН е крајно конструктивна и посветена на враќање на стабилноста на државата од почетокот на политичката криза, што е наметнала СДСМ, свесни дека на граѓаните и на земјата не и требаат конфликти и деструкција, туку просперитет и економски развој. Остана да се испочитува уште крунскиот услов на договорот од јуни и јули, а тоа е одржување на предвремените парламентарни избори за кои потпишавме и гласавме во собранието да се одржат на 24 април 2016 година. СДСМ знаат дека нивната деструктивна политика на креирање кризи нема поддршка кај народот. Затоа, како што наближуваше терминот за избори, се зголемува стравот на СДСМ од соочување со граѓаните. Затоа СДСМ почна да измислува нови услови за да ја држи земјата во заложништво и долготрајна криза. Во минатиот период Димовски посочи дека беа исполнети и многу други прашања, договори и обврски од разговорите помеѓу политичките партии. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Неготино преку својот портпарол го повика техничкиот заменик министер за внатрешни работи Оливер Спасовски да го расветлат случајот на закани и заплашување на функционери од оваа општина. Ристов на пресконференција денеска пред новинарите рече дека нивните првични сознанија како сторители на ова дело се лица членови на СДСМ. За писмата со вознемирувачка содржина и закани, портпаролот Ристо вели дека ќе бидат информирани представниците на ОПСЕ и ОДИХР. Детали од оваа пресконференција пренесува нашата колешка Мартина Митков. Изминатава седмица функционерите на ВМРО ДПМН од Неготино беа цел на директни закани и заплашувања од страна на опозиционата СДСМ, рече денеска на пресконференција портпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Неготино Владко Ристов.
Тој обелодени дека членовите на СДСМ незаконски влегувале во дворови на функционери на ВМРО ДПМН и оставале писма со заканувачка и вознемирувачка содржина. Во оваа прилика го повикуваме техничкиот министер за внатрешни работи, кој без избори всушно стана министер, да го истражи случајот и да ги пронајде виновниците кои се од неговите редови. Сакаме да ги запознаеме и представниците на ОПСЕ и ОДИХР во Македонија за тоа со какви уценувачки и дрски методи се служат од опозиционата партија СДСМ. Ристо вели дека ВМРО ДПМН работи на проекти, програми и активности за подобрување на животот на граѓаните, а СДСМ продолжува да се служи со методи на закани, заплашувања и уцени. Ние како ВМРО ДПМН цврсто стоиме пред нашите сограѓани и никакви закани и заплашувања нема да не поколебаат да продолжиме по патот кој води кон успех на нашата држава. Безидејноста СДСМ треба да ја побараат во своите редови, кај своите функционери. Портпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Неготино потенцира дека ВМРО ДПМН е партија која создава и се бори за подобрување на условите за живот, а наспроти нив СДСМ била партија на која што крајната цел и биле лични интереси. Ристов е сигурен дека граѓаните ја препознаваат деструктивната политика и затоа на престојните избори ВМРО ДПМН ќе ја забележи 10-та јубилејна победа. Македонија е наша држава, а ВМРО ДПМН ќе се бори за неа. Секој граѓанин на Република Македонија е наш граѓанин и ние ќе се бориме за сите македонци, без разлика на која политичка опција припаѓаат. Македонија е на македонците, а ВМРО ДПМН е секогаш со и за својот народ, а заканувачките игри им ги препуштаме на безидејните и исплашени функционери од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Според Ристов, деструктивната политика на СДСМ за ВМРО е поттик за создавање на услови за поголем напредок на Република Македонија. Минатата година беше исклучително успешна за Тиквеш. Генералниот директор Игор Илиевски вели дека 2015 година е рекордна по бројот на освоени награди на сите значајни светски фестивали. Винарската визба Тиквеш останува на стратегиската определба, континуирано инвестирање во производството, подобрување на квалитетот и промоција на македонското вино во светот. Минатата година генералниот директор Игор Илиевски ја оценува како исклучително успешна за Тиквеш, бидејќи таа е рекордна по освоените награди на сите значајни светски фестивали. Тоа можам да го кажам за 2015 дека апсолутно успеавме да оствариме, ајде ако гледаме како бројка рекорд во освоените награди на сите значајни светски фестивали. Меѓутоа, она што е уште поинтересно дека 2014, виното од 2014, која што беше доста, ајде да кажам, проблематична берба, успеа да освојат такви награди 2015, од друга страна имаме уште подобар потенцијал за освојување на поголеми награди во тековнава 2016 година. Тиквеш и понатаму останува заинтересиран за влез во српски бадел. Учествувавме на да кажеме, нели бевме заинтересирани, објавивме интерес кога се објави огласот, тоа беше минатата година, ако не се лажам, скоро има година дена. Тој оглас беше поништен и од тогаш ситуацијата е непроменета, иако апсолутно и тогаш изјавивме дека тоа е компатибилно портфолио и може да се заедно со Тиквеш може да се створи една регионална синергија која што понатака може да нуди и други перспективи. Како што информираше Илиевски, компанијата продолжува да вложува со несмалено темпо, а фокусот и натаму е што поголем обем на продажба пред се на странските пазари, како единствен начин за долгорочна одржливост и раст на бизнисот. Откупот на тутун се одвива без проблеми, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 80% или 15.000 тони тутун се откупени од минатогодишниот род. 80% или 15.000 тони тутун се откупени од минатогодишниот род. До крајот на овој месец треба да заврши откупот. Засега од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираа дека откупувањето се одвива без проблеми. Уште 5.000 тони се очекува да предадат тутунарите до крајот на овој месец, вели ресорниот министер Михаил Цветков. Откупот на тутун практично оди изврсно, како што можете да слушнете дека само имаме второстепената комисија само во еден случај работела, така значи откупот
правилно се откупува. Околу 180 денари е просечната цена на откупот на тутун. Од Министерството велат дека цената и правилниот начин на откуп се должи на поволностите кои ги добиле откупните компании. То направивме на поволност на откупните компании, поволноста за набавка на средствата што треба да го платат тутунот и секако имаме договорено процедурата како ќе тече откупот и секој одној што ќе остапува таа процедура ќе се сноси последици. Околу 20.000 тутуни се очекува да се откупат годинава. Воедно оваа година за 20% производството на тутун е намалено во однос на минатата година. Хронично болните се први на удар од променливото време и големите разлики во температурите. Советите на лекарите се тие да ја земаат препишаната терапија, да внимаваат на исхраната и редовно да се консултираат со своите матични лекари. Променливото време и големите температурни разлики придонесоа за зголемен обем на работа на итната медицинска помош, бројот на заболени од сезонски грип во постојан пораст. Од промената на времето најмногу страдаат лицата со кардиоваскуларни болести, хронични белодробни заболувања и диабетес. Тие се јавуваат со различна симптоматологија. Имаат симптоми на покачување на крвен притисок, влошување на основната состојба на болеста, и тие би требало да се пазат од настинките и грипот заради тоа што се ризични по самата основа која што ја имаат, нели, имаат основна болест, се влошува заради состојбата на грипот. Според прогнозите на метеоролозите, променливото време ќе продолжи и во наредниот период. Лекарите препорачуваат хронично болните да се придржуваат до препишаната терапија, да внимаваат на исхраната и редовно да се консултираат со матичните. Лекарски совет може да добијат и на телефонската линија Ало докторе. И малите општини се вклучуваат кон проектот Средношколска среда. Во Домот на културата во Свети Николе постојано се спроведуваат активности во рамки на овој проект. Проектот на владата Средношколска среда најде голем одзив кај средношколците, да се зголеми свеста за посета на установите на културата во Република Македонија, младите да се вратат во киносалите и да се дружат што повеќе. Ова е целта на проектот кон кој се приклучија речиси сите општини. Со организирање на разни активности и Домот на културата во Свети Николе се приклучи кон проектот Средношколска среда. Ние сме отворени за сите културни настани кои што ги прикажуваме кај нас. Значи, бесплатно им се нуди можност на сите средношколци да дојдат и да посетат во среда културен настан кој што ќе биде, значи, на нашата програма. И ќе настојуваме што повеќе да им пружиме на средношколците, да имаме повеќе такви настани, да ги следат. Проектот Средношколска среда се стреми кон подигање на мобилноста, квалитетот на забава и посетеноста на културните институции, како театри, музеи и кина кај средношколците. Проектите и активностите што Домот на културата ги реализира, секогаш наидуваат на позитивен одзив од Министерството за култура, што за нив представува голема поддршка и мотивација и во иднина да реализираат уште вакви проекти, потенцира Арсова. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Во изминатите 24 часа издадени се вкупно 372 потврди на странски државјани. Граничниот премин меѓу Итлија затворен за сообраќај. Следуваат вестите од Македонија. Во последното деноноќе издадени се 372 потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање на право на азил. Според државјанството, 250 потврди се издадени на државјани на Сирија, 113 потврди на државјани на Ирак и 9 потврди се издадени на државјани на Авганистан, соопшти МВР. Во периодот од 1 јануари годинава до денеска издадени се вкупно 84.359 потврди. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 40.658, Авганистан 26.544 и Ирак 17.154. Во последните 24 часа до секторот за азил, барање за признавање на право на азил, поднеле 10 лица, 7 од Авганистан и 3 од Сирија.
Поради штрајкот на грчките земјоделци, граничниот премин Меджетлија и денес повторно е затворен од 9 до 13 и од 17 до 21 часот. Грчките земјоделци својот револт го искажуваат блокирајќи ги граничните премини како и поголемите автопати во земјава со земјоделски машини и трактори, информира Автомотосојузот на Македонија. Од 10 до 12 часот се одржува јавен собир на граничниот премин Богородица, на кој присуствуваат околу 70 такси возила и 12 автобуси од Гевгелија, пошто пред граничниот премин е блокиран А1 автопатот во двете насоки, соопшти АМСМ. Најмалку 6 загинати и 3 ранети во напад на вооружено лице во Мичиген. Доналд Трамп победи во Јужна Каролина. Ова е свето денеска. Најмалку 6 луѓе се убиени и 3 ранети откако непознат напаѓач во американскиот град Каламазу во Мичиген во повеќе наврати отвори логан, соопшти полицијата. 3 од ранетите се во критична состојба. Полицијата е во потрага по напаѓачот, кого го опиша како постар белец на возраст од околу 60 години и управува автомобил. Нападите се извршени синоќа по локално време на паркинзи на 3 локации. Од полицијата велат дека жртвите не биле намерна цел на нападот. Трамп обезбеди победа со 32,2% гласови на првичните избори на Републиканската партија во американската држава Јужна Каролина. На второ место е сенаторот од Флорида Марко Рубио со 22,5% гласови. Сенаторот од Тексас Тед Круз доби 22,3% гласови. На четвртото место со 7,8% гласови е поранешниот гувернер на Флорида Джеб Буш, кој се повлече од предизборниот надпревар. Демократскиот кандидат за председател на САД Хилари Клинтон однесе тесна победа во американската држава Невада над својот соперник Берни Сандерс. По 57% преброени гласови, Клинтон води со 52%, додека Сандерс доби 48%. Победата на Клинтон во Невада навестува дека трката за номинација на демократскиот председателски кандидат може да биде долга и неизвестна, наведуваат западните медиуми. Новинари на турската новинска агенција Анадолија, кои предвадена беа кинапирани од припадници на работничката партија на Курдистан, се ослободени. Тројцата новинари беа кинапирани минатата недела откако беа испратени да известуваат од провинцијата Мардин на југоисток од Турција, каде мнозинство жители се курди. Безбедносни извори наведуваат дека тројцата новинари биле кинапирани кога снимиле прилог за ПКК во упориште на таа организација, но без нивна дозвола. Фудбалерите на Вардар со победа ги стартуваа надпреварите од пролетната полусезона во домашниот фудбалски шампионат. ЖРК Вардар го победи актуелниот европски шампион Будукњас. Спортски вести. Шкендија со 2:0 го победи Хоризонт Турново како домаќин во Кратово. Шкупи освои 3 бода. Силекс во Кратово ремизираше против Бергалница. Работнички вчера го совлада Младо Старев Двор со 2:1. Ова се резултатите од надпреварите од 19-тото коло. Маријан Радевски во 37-та минута го постигна водечкиот погодок по акцијата на Тодоровски, а во 53-та минута уште еднаш беше во реализаторски елементи с големи на 2:0. Шкупи со голот на Муарем Бајрами во 39-та минута успеа да слави против Металург, додека Брегалница во судиското продолжение од мечот стигна до израмнување од 2:2 против Силекс во Кратово. Джонов во 55-та минута прв ја затресе мрежата на Штипјани. Брегалница возврати со погодок од пенал што го реализираше Здравков 8 минути подоцна. Игор Неделковиќ во 83-та минута повторно донесе водство за кратовскиот праволигаш, но Темелко во втората минута од судиското продолжение израмни на 2:2 за важен бод за Штипјани. Вардаровите фудбалери со победа ги стартуваа надпреварите од пролетната полусезона во домашниот фудбалски шампионат.
Во дуелот од рамките на 19-тото првенствено коло, Вардар беше подобар од екипата на Ренова со 4:1. Драган Керан, новото засилување на Вардар, беше голгетерски расположен уште на стартот и го отвори резултатот со удар со глава во 23-та минута. Пред крајот на првиот дел по акцијата на Фелипе, гостинскиот играч Фетаи си постигна автогол. Во вториот дел Керан уште еднаш се запиша меѓу стрелците, а и Дејан Блажевски го погоди голот на гипсарите за убедливи 4:0. На самиот крај од мечот Гафури постигна почесен погодок за Ренова. Со денешниот триумф вардарци има 46 бода на врвот од прволигашката табела и преднос од 5 поени во однос на второпласираната Шкендија. Наредниот викенд вардарци во дуелот од рамки на 20-тото коло му гостуваат на тимот на Хоризонт од Турново. Бариерата будуќност конечно е пробиена. ЖРК Вардар пред својата публика во Јане Сандански го победи актуелниот европски шампион будуќност со 26:24 во предпоследниот надпревар од главната фаза во Лигата на шампионите. Ова е прва победа на Вардар ги против големиот ривал во последниве 2 години во елитното европско надпреварување и голем чекор напред за македонскиот шампион на патот кон четвртфиналето, а потоа и кон третиот настап на Final Four турнирот во Лига на шампиони. Почетокот на надпреварот донесе максимална борбеност, изедначена игра и одлични голмански интервенции на двете страни. Последните 5 минути комплетно беа во знакот на црвено-црните девојки. Серијата ја отвори Сираба Дембеле со изненадувачкиот гол за 22:22, а потоа следуваше офанзива на ЖРК Вардар, погодок на Барбара Лазовик и ефектен гол на Андреа Лекик за водство 24:22 на 3 минути пред крајот. Во финишот Вардар ки не ја испуштија својата шанса. Со пожртвувана игра успеа да сочуваат позитивата и конечно да запишат победа против актуелниот европски шампион со 26:24. Во последниот надпревар од главната фаза во Лигата на шампиони, ЖРК Вардар на 26 февруари му гостува на Савехов. Golden State по поразот од Warriors синоќа ја совлада екипата на LA Clippers со резултат 115:112. На тој начин избегнаа 2 пати во низа да запишат пораз оваа сезона. Клей Томпсон беше најзаслужен за победата од 32 поени, Стеф Кари дополни со 23 поени, Дреймонд Грин оствари трипл-дабл со 18 поени, 11 скока и 10 асистенции. Во поразениот тим одскокнуваше Джамал Крофорд со 25 поени, Крис Пол дополни 24 поени, а Деандре Джордан имаше 16 поени и 21 скок. Во Мајами, Хасан Вајтсайд, кој само што се врати на терен, откако ја отслужи казната од еден надпревар поради удирање на Бобан Марјановиќ, имаше блескав меч со 25 поени и 23 скока во победата на Хит над Атланта од 114:94. Луол Демф беше наефикасен во победничката екипа со 27 поени. Горан Драгич дополни со 24 поени, 8 асистенции и 7 скока. Во текот на денешниот ден имавме претежно сончево време. Да погледнеме какви се прогнозите за наредните денови.
Тоа беше последната информација за денес. Ви посакувам пријатна неделна вечер и успешна работна недела.